Откако вчера започнаа да летаат закани со кривични пријави лансирани од лидерите на двете најголеми политички партии на локално ниво, на граѓаните им станува се појасно дека предстојните вонредни парламентарни избори ќе бидат едни од политички најжестоките и дека всушност ќе се води безкомпромисна битка за секој глас. Само прашањето е колку сето тоа ќе остане во границите на дозволеното и на нормалното, и дали учесниците во изборите ќе се придржуваат на фер плејот за да се зачуваат демократските вредности. Имено вчера на пресконференција, председателот на општинската организација на СДСМ Гоце Серафимов, осврнувајќи се критички на действувањето на опозицијската ВМРО ДПМН, најави дека ќе биде поднесена кривична пријава против председателот на општинскиот комитет Миле Левков. На тоа следуваше експресен одговор од кандидатот за пратеник од ВМРО ДПМН Левков, кој на Серафимов му цитираше членови од кривичниот законник со предвидени казни за неосновано обвинение. Како ќе завршат овие јавни закани, односно дали ќе добијат и судски епилог, ќе покаже времето. Меѓутоа, се чини поважно од тоа што пораката до граѓаните веќе е испратена, а таа е дека паралелно со политичките партии, кандидати и активисти, изборниот круг помалку или повеќе ќе го трчаат и институциите, бидејќи поединци ќе сакаат да ги стават во таква улога. Инаку, неизвестноста во која сите заедно влегуваат во престојната парламентарна трка произлегува од тоа кој како ќе се снајде во услови на корона криза и мерките околу неа, и особено колку таа ќе ме разјасни или искомплицира ситуацијата на гласачите. Но дека изборите ќе бидат поразлични од сите претходни, тоа е неспорно и уште сега предвидливо.